Кадри блиски до ДУИ и СДСМ, единствени членови како експерти во работната група за уставни измени. Обвинува ВМРО ДПМН. Лица блиски до власта, заедно со сите владеачки партии, без учество на ниедна опозицијска партија, од среда четврток, ке дебатираат како да ги вметнеме бугарите во уставот. Од партијата на Мицковски велат дека доминираат цврстиот впечаток, дека овие лица најверојатно се експерти за се, освен за устав и уставно право. Во самиот состав може да се забележи една константа на кадри кои гравитираат околу владеачката ДУИ од една страна и резервната СДС од друга страна. Откако голем број на професори одбија да бидат дел од ова, затоа што јасно кажаа дека не се согласуваат да бидат дел од група за која пред се нема консензус, а со самото тоа и нема цел, имаме ваков разнолик состав. Она што е симптоматично е дека во работните групи за уставни измени нема ниту еден професор по уставно право. Туку оние кои прифатиле се кривичари, политиколози, руднини на ексграначалници, судии, велат од партијата. Ана Чупевска е професор по политички науки, а не правник. На листата е и професорот по меѓународно право Елена Михајлова. Беса Арифи е професор по кривично право и сестра на поранешната градоначалничка на Тетово и висок функционер на ДУИ. Бранко Наумовски, татко на поранешниот градоначалник на Ѓорче Петров. Иако работната група треба да се состане за некој ден, се уште не се знае колков ќе биде хонорарот, кој ќе им биде платен на експертите, кои се нафатиле да бидат дел од групата, иако се уште не е утврдена ни потребата за уставни измени. Практично, народот ќе плаќа пари за мислењата на експертите, за да се вметнат бугарите во уставот, спротивно на волјата на граѓаните. Делот на аналитичарите и професорите веќе коментираа дека процесот за уставни измени е почнат наопаку. Оти прво треба да се изгласа потребата за истите, а потоа да се прават работни групи. Се чини дека властите намерно го почнале процесот вака, оти се многу далеку од обезбедување на 80 пратеници кои би гласале за. ВМРО ДПМН е децидна. Тие нема да гласаат за уставни измени и од партијата на Трајанов соопштија дека нема да го претеснат зелениот тастер. Најверојатно ниту пак Беса со своите пратеници ќе гласа за уставни измени, доколку Ковачевски не им ги исполни барањата за бришење на формулацијата 20% за јазикот од уставот. Се погласни се шпекулациите дека фракцијата на ДУИ ќе се отцепи од интегративците и ќе направи сопствена партија. Иако тие кажаа дека поддржуваат уставни измени, сепак гласините дека ќе коалицираат со Беса оставаат простори нивниот глас да биде под знак прашалник.